За мир на Балканот, Македонија мора веднаш да стане членка на НАТО алијансата. Ова е ставот на амбасадорот и првиот медијатор во спорот помеѓу Македонија и Грција, Робин Онил. Тој вели дека ја поддржува иницијативата на поранешниот премиер Никола Груевски Македонија да стане членка на НАТО без понатамошно одлагање, бидејќи само така ќе се стави крај на сценаријата за прекројување на границите. Силно ја поддржувам иницијативата на поранешниот премиер Никола Груевски за Македонија да стане членка на НАТО без понатамошно одлагање. Македонија веќе се има истакнато со рекордна поддршка на операциите на НАТО, дури и без да се биде членка на алијансата, како и членство во НАТО. Со целосното членство во НАТО, Македонија ќе игра важна улога во обезбедување на стабилноста на Балканскиот регион. Секако со зачленувањето на Македонија во НАТО ќе отпаднат сите идеи и апетити за големи држави или други сценарија, односно идеи за прекројување на геополитичката мапа на Балканот и Македонија. Според Онил, регионот страдаше премногу во изминатите 25 години со обидот да се прекројуваат геополитичките мапи на Балканот, а тоа, како што вели, води кон тензии или уште полошо насилства и страдање. Во привремената спогодба меѓу Македонија и Грција од 1995 година е предвидено експлицитно дека, додека прашањето за името на Македонија останува нерешено, Грција не треба и не смее да преговара Македонија да стане членка на НАТО или други меѓународни организации, а доколку го направи тоа, треба да биде под нејзината привремена референца ПРМ. Вели Онил, додавајќи дека верува оти Македонија сега треба да аплицира за членство во НАТО како ПРМ и да ги притисне сите други членки на НАТО да се договорат и да не се дозволи какво било попречување од страна на Грција на патот за полноправно членство на Македонија во алијансата.